Уставно право на секој граѓанин е да има здравствена заштита. Граѓанинот има право и должност да го чува и негува како сопственото здравје, така и здравјето на другите. Сите ние граѓани, поточно осигуреници, плаќаме здравствено осигурување, но дали ги добиваме тие здравствени услуги квалитетни какви што ги заслужуваме? Дали секој граѓанин добива еднаков третман кога ќе влезе во една јавна институција? Тоа се прашања и дилеми кои ги засегаат голем дел од граѓаните, претежно оние кои ќе се најдат во ситуација да користат здравствени услуги. И мислам дека тоа е тема која треба да се отвори, да се дискутира јавно, да се разговара за сите оние дилеми кои ги имаат осигурениците пред се, што може да користат, што не може да се покрие преку фондот за здравствено осигурување, и тоа ми беше како една идеја за тема да биде на мојот подкаст, здравственото осигурување во нашата држава. Затоа го поканив да ми биде гостин во подкастот доктор Ѓорги Јанев, доктор по науки во областа на креирање здравствена политика, здравствена економија и здравствен менеджмент. Докторе, најпрво добре дојде во мојот подкаст, да ти посакам. Добре дојде мене, многу ми е мило што ме поканивте и што така доста интересна тема на која што ќе си поговориме денеска. Се надевам дека ќе дадеме одговор на многу прашања и дилеми кои што го имаат нашите осигуреници, односно и граѓаните на Република Северна Македонија. Да, тоа не е тема која засега само Струмица, нели граѓаните на општина Струмица, туку на ниво на цела држава ќе разговараме. Мене ми е мило што се одзва на поканата и што така јавно ќе си дискутираме, нели, за некои прашања кои пак ќе кажам јас, нели, знаат луѓето да ги дискутираат меѓусебно, но никако јавно да се кажат проблемите, да се соочиме со проблемите. И на крајот од денот, ако може да се пронајде некое решение кое би било полезно пред се за граѓаните, нели? За осигурениците кои плаќаат здравствено осигурување редовно, месечно. Јас да спомнам, вие сте и специјалист по трудова медицина. Така, да. И тоа е нешто што мене ми е интересно, но ајде тоа ќе го дискутираме во некоја наредна тема, доктора, на нареден подкаст. Супер. Сега би бил фокусот ставен на она на кое имате докторирано. Така. Креирање на здравствена политика, здравствена економија, здравствен менеджмент. Мислам дека од овде треба да почнеме со нашата дискусија и на самиот почеток би било зошто ние плаќаме, докторе, здравствено осигурување? Знаеме да кажеме дека кога ќе одиме во државна болница не добиваме добар третман, не добиваме ништо, а плаќаме здравствено осигурување. Зошто плаќаме здравствено осигурување? Многу интересна и многу актуелна тема и би кажал на актуелна тема 20 години уназад. Прво имаме многу информации кои што не би се согласил дека се точно така. Прво би почнал следното нешто. Правиме нејасна перцепција хуманост и хуманитарност. Здравството е хумана гранка, не е хуманитарна. Тоа е првото. Второто, здравството представува дел од глобалната економија, каде што финансискиот момент ги диктира условите и што ќе добиеме. Мораме тие работи да си ги разјасниме, дека на крај некој ќе ја плати сметката. Да, овде морам да ви прекинам, докторе. Многу често знаеме да кажеме бесплатно здравство. Нели, ако отидеме во јавното здравство, добиеме одредена интервенција, не знам или здравствено, а тоа ми е бесплатно лекување. Постои бесплатно здравство? Не. Терминот бесплатно здравство се наметна и мислам дека повеќе го користеа политичките партии во некои кампањи, отколку што тоа реално е така. И зошто не постои такво нешто? Затоа што кај нас здравствените услуги ги плаќа Фондот за здравство. Тоа е финансиска институција кој што ги врши плаќањата. За да може да имаме плаќање на една здравствена услуга од Фондот за здравство, ние треба да бидеме претходно осигурени. Ако сакаме на нашиот автомобил да имаме фул каско осигурување, значи треба тоа да го платиме, треба да имаме полица за фул каско осигурување. Значи, главните параметри на економијата и на осигурањето треба да ги користиме во здравството, затоа што
Тие секаде се исти. Сега вака, би сакал тука да додадам едни статистички податоци, за да можеме да добиеме представа што тоа, значи да се пак јас докторирав на областа на здравствена економија и малку бројките ми се така љубими. Тука само ќе ве прекинам, убаво спомнавте плаќа фондот за здравство. Така. Тие пари се пари на граѓаните. Точно така. Ние плаќаме здравствено осигурување и очекуваме државата да ни обезбеди квалитетни здравствени услуги. Фондот за здравство треба да ги обезбеди, зашто ние плаќаме во фондот за здравство, не плаќаме во државата. Добро, тоа е надлежност нели на тоа е убаво да го разјасниме мене, затоа што луѓето не знаат или мал дел знаат дека финансиската институција во државата кој што врши плаќање, тоа е Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Ние знаеме често да кажеме зошто во него, плаќаме. тој плаќа кон нас. Значи, како што ако колата ми е осигурена во XX компанија, кога ќе имам потреба на мајстор, таа XX компанија плаќа на него. Значи, таа начинот на плаќање на услугите кога нештото е осигурено, односно кога некој друг го купил ризикот во наше име. Затоа што тоа е целта на осигурањето. Значи да го купи некој ризикот и кога тебе ти е потребно, тој да финансира. Тоа не го измисливме сега, тоа е принцип на осигурањето. Дали ќе осигураш возило, автомобил, куќа, стан, нива, здравје, живот, тие принципи се тие. Ние не измислуваме топла вода. Да. Тоа ве разберам, ама ајде да се вратиме на она примарното што е ние што бараме. Кога јас или не дај Боже детенце се разболи, го носиш на болница. Така. И не добиваме соодветен третман, мора да бидеме реални тука, дека многу често се случуваат во јавното здравство да не се добие соодветен третман. И овде знаеме да кажеме зошто ние плаќаме, не добиваме соодветен третман. Поимот несоодветен третман морам да го искоментирам. Кој го класифицира како несоодветен? Дали пациентот е човекот кој што има познавање да оцени која услуга е окей, која не е. Да не навлегуваме во нешто кој што треба да го направи Министерство за здравство. Тоа е институција која што ги дава дозволите за работа и кој што врши мониторинг на квалитетноста на издавање на дадена услуга. Тука зборуваме за здравствена услуга. Според мене би било проблем. Така. Еве, јас како граѓанин, проблем е ако треба да отидам на преглед и да чекам, не знам, 4-5 сати. Така. А нели имаме упати, така. Приоритетен упат, па закажуваме термини. Ќе разговараме и за тоа од матичните како се тргнува, но еве сега моментот е тоа, кога кажуваме нели соодветен третман. Проблем е да се чека 5 сати нели таму на вратата на не знам, на докторот. Било кој да биде. Така, чекањето може да произлезе од многу фактори. Први и основен во многу од нашите здравствени установи, кај што имаме на специјалистичко ниво, немаме одделни амбуланти за итни случаи и за редовни прегледи, затоа што имаме итен упат, итна амбуланта и редовни прегледи во специјалистичка амбуланта. Најчесто, заради немање на доволно кадар и специјалисти, тоа представува едно место. И сега замислете, ако имате две рекички, тие ќе се сорнат во една на крајот и тука ќе настане поголема вода во реката, значи имаме проблем, значи ние не сме го предвиделе. Значи треба да имаме одделни реки, тоест одделни специјалисти кои што ќе работат за итно и неодложна и за континуирана специјалистичка консултативна здравствена заштита. Значи не бранам никој, само објаснувам. Во организацијски, тоа е едното. Второ, веќе имаме преиздавање на упати за специјалистичко консултативна дејност, да не кажам на жалботека. Тука ми е следното прашање. И сега кога ќе ги земете двата фактори, не настанува коштност. Односно имаме зголемено присуство на пациенти, а лекарот е еден. И овде се јавува тоа незадоволство кај пациентите и знаат да кажат несоодветен третман, како што кажав јас, или чекаме по 5-6 сати,
некој и што е итен, убаво кажавте. Некој Да. кој е итен случај и некој кој чека преглед, не знам, затоа што си предвидува дека нешто го боли, Така. имаме исти третман. Тука Докторе, само да? морам да те прекинам, значи морам да додам и еден многу важен момент, посебно кој што е застапен во помалите места. Ама јас сакам кај тој доктор. Дама тој доктор во моментот, да кажеме, или работи интервенција некоја со некој друг пациент, или е на образна диагностика, не е во амбуланта, или е слободен од дежурство. И сега, сите тие работи не ги согледува пациентот, а кажам, јас многу чекав. Да, ти чекаш затоа што не ти се бендисува доктор што во моментот е во амбуланта, а чекаш некој доктор X кој што ти сметаш дека тој треба да те прегледа. Значи сами ги деградираме дел од специјалистите и здравствените знаеш, работници. малку таа жалботеката ни е презастапена. Разбирам. Тоа Точно, и дека ни фали менаџмент на организација на микрониво. Болница, оделение, амбуланта. Но не секогаш самите менаџери во здравството може да го направат така идеално, затоа што не располагаат со доволно број на кадар во сите специјалности. Вие ако имате 5 интернисти, тие ви се. И за итна амбуланта, и за редовни прегледи, за дежурство, и за ехо. Така да не можеме сите да ги ставиме во ист кош и не можеме генерално да кажеме оти не функционира. Имаме еден систем во кој што најбрзо стигнуваме до доктор. Најбрзо стигнуваме до некаква здравствена интервенција. Да, не е така се црно. За една споредба, например, еве знаат, имаме иселеници доста нели по странство и знаат да кажат дека таму не одат на доктор, не одат на прегледи. Едно е скапо што е, друго е нели се закажува, така недостапно. Можеби кај нас и тоа е проблемот, ние граѓаните некако се ни е достапно, па сега ајде и тоа малку го злоупотребуваме системот. Малку повеќе го злоупотребуваме системот, посебно во помалите места. Ово е на овој роднина, ово е на овој пријател. Па мора да го прима. Па мора да го прима, се врши доста притисок врз колегите, кој што не е окей. Затоа што тој ако има денеска редовни прегледи 20 луѓе, имаше 20 приоритетни и 20 со врски, веќе му паѓа и концентрација и работна способност. Се јас не оправдувам. Квалитетот на квалитетот на дадена услуга. Видете се вака, значи Фондот за здравство како финансиска институција има точно определено на ден колку прегледи, на колку минути, значи се знае. Само што ние некако се почитува тоа, докторе? Не секогаш од застрениот работник зависи. Пак ќе кажам, имаме организацијски проблем во однос на недостаток на кадар и кај што колегите немаат избор. Остануваат и после дежурство за да вршат преглед, затоа што има болни луѓе кои што не можат да чекаат. Ама има меѓу нив и такви кои што жалботеки се исполнуваат и се на некој си врска, па мора и тие да бидат прегледани. Овде има многу подпрашања, тоа е дефинитивно интересна тема, но ајде ќе почнам од тоа што се издаваат упати, како што спомна, по желба. Да. И сега, има ли можност, јас претпоставувам дека тоа е терет и на матичните лекари, нели приватни амбуланти што се матичните лекари. Јас ги разбирам и нив од една страна, тие им се пациенти, не смеат нели да се спротивставуваат во секој момент. Меѓутоа, и тоа го оптеретува јавното здравство. Ги оптеретува, како што кажа нели докторите специјалисти. Така. Ако денес секој матичен лекар им прати по двајца, еден е доволно. Ајде еден, што ќе се случи, нели? Така. Има ли можност тоа некако да се реши, не знам, еве од менаџерски аспект, ајде? Вака сега, значи. Прво да тргнеме со едни бројки. Значи, во моментот, достапната информација за Фонд за здравство е 1.850.000 жители, осигуреници, кои што во моментот плаќаат редовно здравствено осигурање. Тоа е еден факт. Вториот факт дека од минималната бруто плата, која што во моментот се испаќа во Македонија, 1873 денари е сумата која што се одлева за задолжително здравствено осигурање. Задолжително здравствено осигурање. Не те прашуваат сакаш, некеш, значи тоа е задолжително. Да. Или тоа е некаде 1 евро на ден. Зборам за луѓето со минимална плата.
Така да, ние располагаме некаде со 30 евра минимум од човек, од осигуреник, за да може да функционира целиот здравствен систем. Ние имаме релативно добра мрежа на здравствени установи. Сега некаде има повеќе, некаде помалку, ама генерално имаме достапност. Така. Тоа е првото. Зошто го спомнам тоа? За да можеме да се надоврземе тоа во делот со матичните лекари. Матичните лекари представуваат базата која што ја движи целокупната таа толпа на луѓе кои што користат здравствени услуги. Така. Се тргнува од матичниот лекар и се завршува кај матичниот лекар. Таа преголема концентрација кај матичните лекари ствара револт кај пациентот, зашто тој не може да разбере дека освен приманата здравствената заштита која што ја нуди матичниот лекар, има еден куп административна работа која што тој треба да ја заврши, а Фондот за здравство како финансиска институција не одобрува дополнителни средства за вработување на дополнителна сестра, за дополнителен административен здравствен работник кој што би ги зел дел од тие активности на здравствените работници. Не зборам само за докторот, зборам и за сестрата, затоа што ако докторот го изврши прегледот, сестрата да направи ЕКГ, треба да аплицира терапија. Така да тие се врзани двајца, затоа збориме за лекарски тим, а не за само доктор, само сестра. Тоа да го разбереме. А овде се плюс оптоварени со Со администрација. огромна администрација која што го држи целокупниот систем, затоа што за да функционираат специјалистичките амбуланти, мора да има издавање на упат од матичен лекар. Тој упат оди кај нив и се враќа во вид на извештај, кој што пак треба да го внесе матичниот лекар и да издаде соодветна терапија или да го продолжи диагностицирањето, или да закаже за оперативен захват, или да закаже за продолжено болничко лекување или за рехабилитација. Така да, таа огромна оптовареност на матичните лекари ја ствара гужвата кај нив. Второ, имаме места, посебно малите места, каде што имаме лимитиран број на матични лекари. Да не зборуваме само за градските средини. Руралните средини, еден матичен лекар на... Таму излезноста на специјалистички упати е минимална. Таму матичните лекари, колегите вршат услуги кои што се надвор од нивните можности само и само да се згрижи нашето население. Се тоа мора да... Јас не бранам никој, јас само кажувам факти. Кои што се... Убаво е да се знаат тие информации, за да не постојано ние како пациенти негативни сме или критикуваме здравство и доктори, нели, и матични. Убаво е да се знаат тие информации. Другото нешто кое што сметам дека треба час поскоро да се регулира, итните пациенти да си ги превземе службата за итна медицинска помош. Не да ги презема од 19 часот до 7 часот наутро во работни денови и 24/7 на празници и неработни денови, да се одделат матичните пациенти, односно луѓето кои што не се хитни, со тие кои што имаат континуирано потреба да одат на лекар за контроли, зашто тие не се хитни. Тие имаат потреба кај матичниот да му издаде боледување, да му препише хронична терапија, и кога ќе се тргнат итните, ние паѓа тој главниот притисок кој што е кај матичниот, затоа што ти имаш во амбуланта, да кажем, во чекална 5 пациенти и ти доаѓаат 2 итни. Ти не можеш да им кажеш да чекат итните, значи мора да ги примеш. А ти итниот ти е мачка во веќе, ти не знаеш колку време ќе изгубиш. Може би е за 5 минути, може да е за 50 минути. Возможно ли е тоа некако да се воспостави ред? Сите итни пациенти да одат во... Ама имаме една итна служба, како што знам јас во Струмица. Тоа е веќе внатрешна организација на самата итна служба. На запад така функционира. Вие кај матичен лекар не може да одите да кажете мене јас имам болка. Тоа е итна ситуација и се решава во службата за итна помош. Како тие внатрешно ќе се организираат? Со колкав кадар ќе располагат? Тоа е прашање кој што треба да го решат на микро ниво луѓето кои што го терат менаџментот во таа здравствена установа. Во моментот како што е, не знам, организацијски и со кадарот кој го имаме, возможно е тоа да се направи кај нас? Јас мислам дека може да се направи. Затоа што ние имаме навика да ги оптеретуваме со нашите матични лекари за се и се што убаво кажа.
и да им се јавуваме вечери во 8, ме боли главата, ме боли завод, ме боли, не знам, Така. нешто имам повреда. И тој ако ми каже, оди на итна помош и другиот ден ќе добие отказ од мене. Тоа се случува. Ајде мене Како вака. ние мајндсетот да си го сменеме како... Имам едно многу практично Мгм. прашање. Мери, ако тебе ти се пие Кока-кола во 22 часот, ќе се јавиш на продавачката во некој од маркетите или ќе си ја купиш 3 пати поскапа од бензинска помпа? Ако не работат, окей, добро, јасно. Дали сме јасни? Так. Значи, желбите се плаќаат. Матичните лекари имаат работно време. И тоа е дефинирано и треба да го почитуваме. Затоа постои служба за итна медицинска помош. Затоа постојат болници кои што ги плаќа Фондот за здравство и се работат 24/7. Значи, вие не сте без здравствена заштита, но ви имате желба некој си доктор да те прегледа во 2 часот полноќ. Да, но овде би кажала и во тоа денешно време кога има борба за пациентите помеѓу матичните лекари, Така. и овде се ствара таа, како да кажам, една привилегија кај матичните пациенти, нели? Секој доктор сака да си ги задржи матичните пациенти, сака неќе така се злоупотребени. Не, навистина тоа е жално. Јас ги жалам во одреден момент докторите. Не може во 9 часот мора да крене. Ама знаеш, пациент ми е, нели, па на крајот може и да го изгубам. И таа би кажала реален проблем кој се јавува кај во примарното здравство, нели, кај матичните лекари. Од страв да не изгубат пациенти, тие по секоја цена ги примаат, па и издаваат упати, како што кажа, по желба се издаваат упати. И од овде тргнува целиот хаос, така? Како што разбрав, нели, во целата. Освен матичните лекари, истиот проблем го имат и специјалистите кои што се приватни и имаат договор со фондот. Затоа што и тие ставуваат дека тој пациент повеќе нема да дојде кај него ако тој не му крене на телефон во 10 во 11. Затоа што се уште државните лекари се некако како заштитени, затоа што тие се таму и пациентите мораат таму да одат, а додека лекарите кои што се во приватниот сектор се зависни да биде задоволен самиот клиент, затоа што пациентот е клиент и ние сите зависиме од тоа да биде клиентот задоволен. Јас пак ќе кажам, ако вие сте од менаџерска гледна точка се разборуваме. Значи моја клиентот да биде задоволен за да тој клиент пак да не само тој да се врати, да го донеси потесното семејство, да донеси пријатели, да се пофали дека е задоволен за да може тоа па е таа усната реклама за да се врати со нови пациенти во таа здравствена установа. Тоа би ми бил одговорот. Имав прашање зошто е различен односот на здравствените работници кон пациентите во јавното здравство. Тоа што го дискутираме, нели, од самиот почеток. Знаат и да не примаат, знаат и да не, лош збор да кажам, не бркаат, но се случува, не те прима докторот. А односот на здравствените работници во сите тие приватни поликлиники кои ги има према пациентите е перфектен. Овде станува збор само од финансиска гледна точка. Вака не. Значи, да појасниме. Значи, приватните здравствени установи своите финанси ги црпат исклучиво од клиентите, односно од пациентите. Фокусот е ставен на пациентот. Како во делот да испорача квалитетна здравствена услуга, така и пациентот во самата таа здравствена установа да се осеќа дека е пожелен, да се осеќа дека е ценет како клиент. И тука приватните здравствени установи вложуваат многу енергија, финанси, ресурси да ги обучат својот персонал како треба да му пристапат на пациентот, што тој е клиент. Кој што па ни недостасува, односно го нема воопшто во јавното здравство. И сега јас како пациент се прашувам, па зошто тогаш да плаќам здравствено осигурување, нели, на Фондот за здравство? Не мислиш дека е подобро да си плаќаме сите доброволно
да се осигуруваме доброволно, не знам, има фондови за осигурување и да имаме интервенции во приватни установи каде ќе ме третираат соодветно, квалитетно, нели и навремено. Така. Постои можност такво нешто да се направи во нашата држава? Не. Затоа што тоа нешто би создало енормно зголемување на услугите. Затоа ти го спомнав и примерот со Кока-колата. Зошто мислиш дека Кока-колата на бензинска пумпа е 3 пати поскапа отколку во маркет? Прво имаме работа на објект 24/7. Имаме работници кои што треба да им платиш дежурство. Сето тоа ја оскапнува крајната, услугата. За ова нешто да можеме ние да си го дозволиме, не треба да имаме страшно богата држава. Кај ќе да кажеме, ако сега една крвна слика, зборам фондовска цена е 800 денари и вие плаќате 20% учество, треба да биде 8.000 денари. Затоа што од мал број на пациенти да се покријат сериските трошоци. Затоа што сега ние, додека седиме и си збориме со тебе, некој колега некаде е дежурен. Дали ќе има 5 пациенти, дали ќе има 1 пациент или 50 пациенти, тој дошол на работа, заедно со неговиот тим, струја, вода, кирија, се тече. И затоа не треба да сметаме дека ние плаќаме и ништо не добиваме. Значи, од таа сума што се одделува за осигурање, имаме и сериски трошоци когаш нас ќе ни е потребно тие да ни бидат достапни. Да, за не да е Боже. Оти сега ние вака си седиме и тука се случува сообраќајна несреќа, него вика докторот од дома и не соберат екипа кој што минимум треба поласа до 45 минути, а доаѓа брза помош и го носи во болница и веќе тој пациент е веќе во здравственото установа. И почнува да се решава проблемот. За колку ќе се реши, дали ќе се реши е друго прашање, но има кој да го пречека. Значи имаме ние задолжително здравствено осигурање кое што Фондот за здравство обезбедува 24/7 континуирана здравствена заштита. Тоа треба да ни биде врежено нас во нашата меморија, дека имаме и пасивно нешто што не гледаме. Да. Некој нас не штити. Што така јавно го дискутираме, докторе, тоа, затоа што морам да признам и јас често не го гледам тоа. Знаеме да искритикуваме, нели, јавното здравство ни катастрофа, не чини. Па има, се почесто и почесто одат на прегледи и веќе на било какви основни примарни прегледи одат во приватните клиники. Плаќаме, нели, на приватно, а од друга страна си плаќаме и здравствено осигурување, но не го гледаме тој аспект. Јас верувам дека многу од гледачите ќе се согласат дека да, тој аспект не се гледа, затоа што има некои кои дежурат за нас. Да, има некои кои што ни го чуваат нашето здравје. И да не ги потценуваме. Значи тие остават фамилии. Јас нема да заборавам многу интересна ситуација, имаше многу тешка интервенција во која што учествуваше мој колега и родителот во афект го нападна дека ти вака, ти онака и само тој му кажа: ама јас додека сум на интервенција за твоето дете, моето дете може би има потреба дома од мене. Да. Значи, вака, здравствениот работник оди на работа за да добие плата. Тоа е екзистенција. Да, пациентот има потреба од здравствениот работник. Да не го нарушуваме тоа правило. И односот. И односот, да. Да ги цениме, како доктор да го цени пациентот, како клиент и како нешто од кое што ќе има екзистенција, така и обратно. И пациентот да го цени докторот, затоа што кога ќе има потреба од здравствена заштита, тој е тука да му ја пружи. Така, да. Еве пример, ние од Кочани трагедијата која што се случи, здравствените работници беа на работа, не знам, 3 дена, 4 дена, колку беа таму постојано на работа, тие го жртвуваат својот живот. Па се случи, нели, и возачот на брза помош почина од таква една од стрес, би кажала јас, тоа се случи. Докторе, тука кога кажа односот, ајде сега и обратно. Може да те прекинам. Да? Јас морам, чувствувам
потреба да го спомнам, директорката во моментот што е на болницата во Кочани, ми е колешка и другарка од студии и само ќе ја познам, ќе кажам Кики браво, навистина се справи со една страшна трагедија. Так. Толку брзо се организира, толку брзо го изменаџира целиот процес, затоа што тука е многу битно да го изменаџира целиот процес. Апсолутно. Поздрав и навистина, ако некој од надлежните го гледа овој подкаст, Кики, алал ти вера. Да, секој чест Мала здравствена установа, со ограничени капацитети и на ресурси во однос на лекови, и на возила, и на персонал, успеа да го изменаџира сето ова нешто. Да. Па за тоа и во овој контекст ја спомнав трагедијата во Кочани. Колку се тие битни, да кажеме, здравствените работници се битни, но и од друга страна имаме луѓе, доктори, кои се навистина специјалисти во секој во својата област, квалитетни луѓе, а ние многу често граѓаните знаеме да ги прескокнеме нив и бараме помош, консултација, здравствени услуги во странство. Колку еве од ваша гледна точка сметаш дека ние самите си ги деградираме докторите во однос на нивната специјалност? Така. Ние и така го почнавме подкастот, значи ние прво го деградираме матичниот доктор како институција него. Го прескокнуваме специјалистот, го прескокнуваме субспецијалистот и бараме некаде од некој да ни даде здравствена заштита. Односно да ни даде одговор на нашиот здравствен проблем. Македонија е мала држава со ограничени ресурси, за да можеме рамо да бидеме со големи развиени држави. Каде што, како е таа развиена како држава, така е развиен самиот здравствен систем. И достапноста до нови апаратури, до нови можности и обуки на самите лекари. Но сметам дека со тие лимитирани финанси со кои што ние располагаме, имаме квалитетни лекари и имаме колеги кои што навистина се прекрасни стручњаци во своите области и треба да ги поддржиме и да бидат пример дека и во мала држава може да настане стручњак кој што е од светски глас. Така. Треба да знаеме да си го цениме ова кое што го имаме, нели? И да го подкрепиме. Не само да го цениме, и да го подкрепиме, затоа што како ќе му дадеш подкрепа, не така како треба да му дадеш стимул дека луѓето кои што се околу тебе ти веруваат и ти тогаш имаш стимул за да одиш напред. Да. Јас би спомнала еден пример со мене. Имаше случај, нели, кога треба да одам во државно здравство и баш тоа се случи. Да, му верував на докторот и односот ни беше перфектен, заврши се коректно. Јас бев многу задоволна од јавното здравство. Многу често знам во разговор да кажам на пријатели, родни, да, имаме специјалисти, не скокајте ги нив. Ајде, прво разговарајте со нив, видете што ќе кажат, па потоа ако треба одете и во странство. Кога сме кај странство, многу често знаеме, кажав, да отидеме во странство, да бараме здравствени услуги и потоа се враќаме овде од фондот за здравство, бараме да ни се рефундира тоа. Да ни го плати некој. Да ни го плати некој. Сега, јас знам и гарантирам дека има случаи каде навистина е потребно, нели, да се рефундира одредена, ајде да не кажем, не се само операции, туку станува збори за здравствена услуга, така. Здравствена услуга, но има моменти за жал и кога се злоупотребува тоа барање, нели, од фондот за здравство, па и оние навистина кои им е потребно на крај да не го добијат. Сметате ли дека има малце хаос во тој дел? Има малку и мода. Модерно е да се оди во странство за лекување. Вака, спомнав и пред малку дека Македонија е мала држава со мал ресурс финансиски за да можеме да имаме решение за сите здравствени проблеми. Од таа гледна точка, Фондот за здравство на Република Македонија има правилник за плаќање на здравствените услуги во странство. Тој правилник точно утврдува која е патеката која што пациентот треба да ја помине за да може да добие позитивно решение за финансирање на одредена здравствена услуга во друга држава. Јас не би набелегувал во ингеренциите на Фондот за здравство, но не може да биде жалботека. Но
кој има право да му се рефундира одредена здравствена услуга во странство? Генерално, сето тоа што не е достапно како услуга во Република Северна Македонија, согласно правилникот за плаќање на здравствени услуги во странство, Фондот за здравство ќе му ги рефундира. Што значи тоа не е достапно? Не е изводлива одредена операција, или немаме апаратура за тоа, или немаме стручно лице за тоа? Комбинирано е. Зависи каков е здравствениот проблем. Знам случај. Еве конкретниот случај да. со изгорениците од трагедијата во Кочани. Значи, ние во моментот не располагаме со центар за изгореници. И затоа, луѓето кои што се пострадани од Кочани, лекувањето го добиваат во странство. И тука 100% го покрива финансирањето Фондот за здравство. Еви класичен пример. Добро. Значи имаме здравствен проблем, утврдуваме дека ние немаме ресурси за тоа нешто да го направиме и бараме таа услуга да ја изврши некој од реномираните здравствени центри кај што имаат пракса на таков тип на третман, на таков тип на здравствена услуга. Но ако вие сте решили дека корекцијата на вашиот нос, кој не си го бендисувате, ќе го направите во некоја друга држава и за тоа треба Фондот за здравство да ви плати, затоа што тоа било ваша желба, нема да ви го плати. Со тоа комплетно се согласувам, докторе. Да, не треба естетските зафати, нели, по секоја цена. Не може да е естетски само. Да. Но мора да признаете вие, имаме многу често случаи, секојдневно има на социјалните мрежи се собира донација за некоја операција во странство. Зошто не е покриено од Фондот за здравство? Сега, еве како не сум стручнак во таа област, нели, и прашувам како пациент, како граѓанин. Како лаик, кој што не е. Како лаик, има многу случаи околу мене, детето или самиот родител оди и му кажува дека не може да се направи операција, ви нема спас единствено. Меѓутоа, тие се упорни, нели, и бараат во други држави, си наоѓаат начин да оперира дали дете или родител во странство. Сега, тука, после таа соодветна операција, овде Фондот за здравство не ги покрива тие операции. Вие се ме наблегуваме во една малку специфична ситуација. Ај генерално да дадеме одговор. Значи, прво да разјасниме дека едно е во странство да побараш второ мислење или трето. Имате здравствен проблем, сте се консултирале со двајца, тројца специјалисти од дадената област во Република Северна Македонија и сметате дека сте слушнале, дека во некој од државите има стручнек за тоа. Правете го второто мислење и после тоа доаѓате и поднесувате барање во Фондот за здравство. Таму има соодветна комисија која што решава дали проблемот може да се реши овде или не може да се реши. Што ако е итна ситуацијата, доктор? Што ако е итно? Сега извини, те прашувам, може би малце надвор од таа тема, значи, но ќе ги интересира граѓаните. Што ако е итен случај? Итноста треба да се решава во центар за итна во центрите за итна медицинска помош и во ургентните центри. И тој пациент за да биде транспортабилен треба да биде стабилен во некаква стабилна здравствена состојба. Вие не можете, ако имате некаква повреда, да го грабните човекот и да го однесете во странство. Така. Значи не можете да ризикувате. Значи можете прво да влезе во здравствена установа, пациентот да биде стабилизиран, да биде транспортабилен, а после тоа каде ќе се продолжи лекување, тоа е нешто што дополнително ќе се разгледува. Затоа кажувам, тоа е едно многу голема поле кај што секој случај си е одделен. Да. Точно дека малку фондот е тромав, точно дека може би треба. Транспарентен. Колку не можам да ви кажам, да не излезе дека сум адвокат на Фондот за здравство. Да. Во смисла ние како граѓани не си ги знаеме сите права. И затоа прашувам колку е транспарентно. Затворен е фондот. Да. Затворен и за неговите осигуреници и за здравствените работници кои што ги даваат нивните услугите кои што тие ги плаќаат. Има некоја затвореност, има некоја недостапност на информациите
кој што и ние како лекари имаме замерка, но и пациентите имаат замерка. Значи, треба фондот за здравство да се отвори према граѓаните, затоа што граѓанинот е и граѓанин, но и здравствен работник. Треба да си ги знае правата и обврските. Така, апсолутно. Еве уште еден случај ќе споделам, неодамна дознав за патни трошоци кои ги следува на секој еден пациент, осигуреник, нели, пред се, кој треба да оди за да направи здравствена услуга, например во Скопје. Ако патува Струмица Скопје, нешто што не се изведува во Струмица, така, и патува во Скопје, тој има право да му рефундираат патни трошоци. Да ти кажам, прв пат го слушнав од тебе. Ето и јас толку години работам во делот на здравството, работам 95% менеджмент во здравството. Јас навистина не ја имав таа информација. Многу убаво ако фондот за здравство ја има таа пракса и го има тоа предвидено. Тоа значи дека самиот граѓанин, тоа што не може да ја добие дадена здравствена услуга во своето место на живење, може да ја добие во поголемите центри, патните трошоци ќе му бидат покриени. Тоа е нешто што е окей, но колку тоа функционира, колку луѓето се запознаени и ако го поднесат тоа барање, колку реално им ги испаќаат тие трошоци. Значи, тука треба да излезе фондот за здравство и да каже: луѓе, ви имате право. Се што не можете во вашето место да добиете како услуга, ќе го добиете во тие и тие медицински центри. Патните трошоци кои што се произлегуваат од тоа патување, затоа што тука освен патни трошоци, во многу случаи имате и луѓе придружници кои што доаѓаат. Апсолутно не може. Посебно кај децата. Болен или дете мора да биде со еден или евентуално двајца родители, се зависи од ситуацијата. За тоа, докторе, ги отвараме така јавно тие теми, дилеми, би кажала и некој да биде транспарентно. И еве, можеби ќе допреме до некој од надлежните малце и да добра се информираност. Значи, фондот за здравство треба да се отвори кон граѓаните, треба да се отвори кон луѓето од кои што тој зависи, затоа што таа е финансиска институција која што функционира на база на здравственото осигурање кое што влегува во нивниот буџет и тие го распределуваат за плаќање на здравствените услуги. И тие се должни према нивните осигуреници, према нивните клиенти да бидат транспарентни, и да бидат отворени и самите да инициираат дека има можност за да се користат дадени услуги. Еве, например, да се направи, не мора да биде гостин во мојот подкаст, нека се направи на самите веб сајтови кои ги имаат информации или не знам, да се гостува малце, да се отвори, убаво кажавте, да биде поотворен на тој фонд, за да може да имаат пристап сите луѓе до тие информации, затоа што, како што кажавме, уставно право на секој да добие здравствена заштита, да добие квалитетни здравствени услуги. Не малку го брана, малку го напаѓам фондот, но вака да кажам, значи... Па има различни ситуации. Различни ситуации, така. Значи, треба да сватиме дека на малку фондот си ја злоупотребува функцијата на доминантност. Овде ми се наведува таа доминантност, тие некако многу шалантно си ја терат. Јас не знам до кога ќе има во Македонија еден само задолжителен здравствен фонд. Како што се разви пензискиот систем, имаме 1, 2 и 3 столбови, предпоставувам дека така понатаму би се движели работите во здравственото осигурување. Да, докторе, кога се спремав за подкастот, нели, разговаравме малце околу тоа, но и изгуглав на интернет, гледам дека во некои држави, еве тука кај нас, нели, на Балканот, има доброволно приватно здравство. Многу интересна тема. За тоа зборуваме, за тоа зборуваме. Не. Што значи? Ајде ги разграничиме вака. Имаме задолжително здравствено осигурување, кое што немаш право да бидеш дали ќе го плаќаш или не. Тоа се тие 1800 денари што ми ги кажете. Добро. Значи, што ми има задолжително, логичко е да има доброволно. Не го сакам терминот приватно здравствено осигурање, затоа што и задолжително тоа е приватно од нашиот личен доход, од тоа што ние сме го изработиле, ние го плаќаме, не го плаќа трето лице, значи ние си го плаќаме.
Доброволното здравствено осигурање е една прекрасна алатка која што на светско ниво се користи многу и реша многу голем дел од проблемите кои што сега ги дискутираме. Тоа е осигурање кое што го нудат приватни осигурителни компании и е во вид на неколку пакети. Тоа е индивидуално здравствено осигурање, доброволно здравствено осигурање индивидуално и колективно. Колективното во последните неколку години почна да станува актуелно и тоа е малку поевтино, но е со голема бројка, затоа што најчесто се осигуруваат големи компании. Да, тоа ќе прашав. И е малку полимитирано. Додека индивидуалното пак имаме индивидуалци, некои од нашите осигурителни компании нудат и семејно здравствено осигурање. Многу често го слушам терминот, ма тоа е луксус. Па да, многу ние луѓето сметаме дека стандардот некако не ни дозволува ние приватно да се осигураме. Јас би те прашал тебе, дали знаеш може би сум неинформирана за тоа. Не, може би ти си неинформирана. Гротото од населението е неинформирано. Дали знаеш, во моментот актуелна понуда на осигурителна компанија за семејно доброволно здравствено осигурање колку кошта на ден? Не знам, немам дали знаеш колку кошта една кутија цигари дневно? Една кутија цигари знаеш колку? Доктор, не сум пушеч, но претпоставувам дека некои 200 денари нешто, знам дека е скапо. Значи најефтината кутија цигари во моментот е 128 денари. Најефтината. Во моментот ние имаме актуелна понуда за семејно доброволно здравствено осигурање 132 денари од ден. Татко, мајка и деца, без ограничување дали 2, 1, 3, 5 деца. Добро. Тоа сме ние неинформирани, така, не е скапо, а сме неинформирани. Не сме информирани. Што добиваме со тоа? Со тоа добиваме еден куп услуги кои што можеме да ги користиме во приватните здравствени установи. Тоа се развива некако во државата. Факт е дека не сме имаме околу 10-15 осигурителни компании кои што го нудат во државата, да. И имаме раст на луѓето кои што се осигуруваат доброволно, но тоа е многу бавно. Нас ни треба масовност. За да имаме масовност, мора да имаме информираност. Што би значила масовноста во тоа, докторе? Па ние имаме некаде 10 до 12% само од вкупното население кој што е доброволно здравствено осигурено. Тоа е многу малку. Да, но што ќе добиеме со тоа доброволно здравствено осигурување? Ако јас одам во приватна клиника, таа ќе ти го покрие целокупниот финансиски трошок. Значи се избегнуваат гужвите, се избегнуваат можноста да ти наметнат кај кој доктор ќе одиш, а одиш кај тој доктор што ти сакаш. И тука постои еден протокол. Не можеш ти жалботека, пак ја спомнавме операцијата на нос, без здравствен проблем ти си го оперираш носот. Но таа постапка во осигурителните компании, за да го рефинансираат тој издаток, треба да има здравствен проблем. И тука треба да се работи на едукација на населението, дека основното, односно државното социјално осигурање покрива до тука, а другото ќе го покрие доброволното здравствено осигурање. Вие ако одите сега во една соседна држава и користите некакви здравствени услуги, првично што ќе ве прашат на рецепција или на фронт офис, ќе ве прашат сте на приватно или имате здравствено осигурање. Вие кажувате да, имаме здравствено и тие ви велат вака, вашата компанија ви покрива толку и толков процент од таа услуга. И тука веќе сега имате, зависи која здравствена компанија, тоест зависи која осигурителна компанија во област на здравството, некоја таа ги плаќа услугите, некоја ги рефундира, па вие плаќате претходно со ваши средства, така да тие се веќе ситници кои што не би сакал да зборам, затоа што јас не го работам осигурителниот бизнис. Но претпоставувам сте доволно информирани. Фактот е дека во креирањето на таа здравствена политика, здравствен менеджмент е и тоа дел. И сметате ли дека во Македонија може да се воспостави такво едно? И каква би била соработката јавно здравство и доброволно здравство?
би функционирало тоа? Ете вака, јас имам следна идеја. Значи, прво и основно треба да престанеме да ги делиме на приватни и јавни здравствени установи, треба да зборуваме за користени услуги во здравствените установи. Да го тргнеме делот дали е приватно или државно. Значи, нас не интересира чиф е капиталот. Сега малку зборуваме од менаџерски. Да. Значи, нас капиталот вовде не ни интересира. Зашто на Запад има комбинирани друштва, има собственост на повеќе собственици, имаме општинска собственост, имаме државна собственост, здравствена. Значи нас тој дел не ни интересира. Тоа ќе си го водат луѓето кои што се задолжени. Нас не интересира здравствената услуга во здравствената установа. Да се добиеме да имаме ние квалитет. како пациенти, За да имаме квалитет, здравствена услуга. значи ние треба да се отвориме кон граѓаните и кон здравствените фирми кои што нудат здравствено осигурање. Односно, кога еден пациент ќе биде и доброволно здравствено осигурен, да знае кај може да ги користи неговите услуги. Тоест, потребите за неговите здравствени услуги. Докторе, јас искрено се надевам дека тоа во скоро време, нели, во блиска иднина ќе профункционира и тука, како што кажавте, ќе добиеме на масовност. Така. И се со цел граѓаните да добијат поквалитетни услуги. Така како што го дискутираме, мене ми изгледа, нели, перфектна една слика како би функционирало цело здравство во Македонија, но ајде да оставиме на времето да покаже и се надевам дека од овој подкаст сите оние засегнати страни кои ќе слушнат или ќе барем малце, нели, ќе направиме некоја промена во здравството, се за доброто на граѓаните. Јас би додал вака, значи да ги охрабрам осигурителните компании кои што нудат доброволно здравствено осигурање, малку повеќе да вложат во делот на едукација и на здравствените работници и на нивните клиенти, односно пациенти наши. Само на тој начин, со еден таков пристап, ние ќе ја подигнеме свеста и ќе можеме да имаме масовност во доброволното здравствено осигурање, а на тој начин ќе си направиме поголема достапност до здравствени услуги. Да. И нема да измислиме топла вода, едноставно тоа функционира низ цел свет и убаво е ние да го правиме. Други. Само треба да ја примениме таа пракса и кај нас. Така, некако ние селективно ги префаќаме работите. Што ни годи префаќаме, што ни годи. Значи, знаете како? Најлошо е кога експериментираш. Значи, треба копи-паст, цело како што е, го копирате и го користите. Почнеш ли да правиш веќе да ги модифицираме ние тие начини. Квалитетот паѓа. Но овде ви спомнала дека и ние пациентите малце треба да бидеме со поголема свесност и поголема респект и почит према здравствените работници. Пак ќе кажам, да имаме толеранција и почитување за тоа што тие се чувари на нашето здравје. Убаво кажавте. Да сублимираме некако од нашиот разговор. Убаво спомнавме транспарентност на фондот за здравствено осигурување. Тоа е она што ни фали. Осигурителните компании убава информација споделивме и јас научив нешто. Се надевам и гледачите дека на тоа доброволно здравствено осигурување би било од корист за сите. Нужно ни е во моментот. Така, да, и апел до граѓаните, малце повеќе трпение да имате. Информираност. И информираност, да, но и трпение еве кога одиме на лекар. Така. И да ги почитуваме докторите. Не треба Зашто тие. Некогаш има и злоупотреба од некои здравствени работници. Но во поголемиот случај има причина зашто доктор до моментот не може да изведе дадена услуга. Да. Така да и тој има слободно време, и тој има право на одмор. Треба да ги подкрепиме. Има сега еден факт кој што ние не можеме да не го споменеме, а тоа е дека на глобално ниво процентот на болни луѓе се зголемува. Добро. А имаме еден податок дека желбата за учење, а имаме 1% на намалување на желбата луѓето да ја изберат здравството како професија. И сега, од ова страна се качуваш, од ова страна паѓаш. Кој ќе не лечи? Така. Значи можеме да бидеме свесни за ситуацијата. Потребата од лекари ни се зголемува, а желбата за да бидат здравствени работници ни се намалува,
тука некаде треба да се најдеме. Овде е проблемот и сите тие здравствени работници кои ги имаме, нели, се почесто одат во приватните, па јавното здравство има уште еден поголем проблем, нели? Тоа да. Фалат доктори. Кажи ми, докторе, еве доктор на науки во областа на кривна здравствена политика, колку ве има во државата здравствени работници, и ти си здравствен работник, кои се занимаваат со таа проблематика? Јас познавам неколку, да кажам 20 луѓе кои што во моментот се менаџери на здравствени установи, кои што работат во приватниот сектор. Не можам да кажам со каква квалификација се, но добро се справуваат, го имаат испечено занаатот на менеджмент, но убаво е да почне да се размислува, да се воведе како предмет во изучувањето здравствената економија, здравствениот менеджмент, затоа што тоа е многу битно. Затоа што ти не можеш да имаш добар производ, а да немаш добар пласман. Тогаш ќе падне квалитетот на самиот продукт. Значи, добар производ, добар пласман, тоа значи дека достапност до самиот корисник. Да не ги нарушиме принципите кои што се генерални во економијата. Сакав да прашам дали имате комуникација едни со други и дали би поголемиот број, да. Да, и дали постои таква иницијатива за промена во општеството, еве како што спомнуваме сега, нели, како што ги дискутираме, постои ли од нив таа иницијатива и дали во иднина гледаш светло во цел тој Ние комуницираме со повеќе од менеџерите, со некои се познаваме лично и комуницираме доста често во текот на времето, со некои се познаваме професионални, за некои едни со други сме слушнале, но генерално ни е потребно да се обединиме во здружение или асоциација на менаџери во здравството. Затоа што тоа е една сосема нова проблематика и која што не беше достапно кога беше државно, затоа што таму државно, да, и нема потреба. Сега некако тоа се наметнува. Како се наметнува ние како менаџери да почнеме да се едуцираме, така и да се обединиме за своите права да ги побараме. Не права за нас како менаџери, а да оди здравствениот менеджмент напред и да имаме поквалитетна здравствена услуга. Се надевам дека ќе остварите таа ваша цел и ќе направите промени во општеството. Доктор, јас ти благодарам за овој исцрпен разговор. Јас научив многу факти, да кажам, околу здравството и да, дефинитивно ќе бидам потрпелива кога ќе одам на доктор. Тоа морам да си го ветам и повеќе ќе ги почитувам здравствените работници. За крај, ако сакате нешто да порачате на сите осигуреници, пациенти, сите оние кои се наоѓаат некогаш на вратата пред докторите, кој би било твојата апел? Трпение и ценете ги здравствените работници. Се повеќе ни се потребни, а се помалку ги има. Благодарам. Ќе има уште многу теми за кои би разговарале во некои наредни подкасти. Ќе ми биде мило да ме поканите, со задоволство ќе ги дебатираме. И најважно да бидат информирани граѓаните. Тоа ни е цел кој што треба да ја направиме. Така е целта и на нашиот подкаст кој го продуцираме. На вас ви благодарам за вниманието и се гледаме на наредниот подкаст.